Арапската философија се поистоветува со философијата на исламот. Коранот за верниците во исламот представува основна духовна, социјална, правна и етичка книга. Трите главни струи во исламот се следните. Хериджити сметале дека калифот треба да биде избран слободно од верниците. Секој верник може да биде водач. Шиити верска и политичка струја според која само Али и неговото потомство имаат право на калифатот. Сунити не ги прифаќаат идеите на другите две групи и се придржуваат непосредно до Божјата објава. Првите појавени теолошко-филозофски правци се мутазилизам, строги рационалисти, ашаризам, ортодоксна исламска теологија, Ихван Алсаф, етичко-духовна заедница и суфизам, верска посветеност и морална строгост. Првиот арапски философ бил Ал-Кинди, роден 801 година, живеел до 873, еден од другарите на Мухамед. Во делото Расправа за првата философија дал дефиниција на философијата. Филозофијата е сознание за реалноста во рамките на човечките способности. Ал-Фараби, роден 870 година, живеел до 950 година, така наречен втор учител по Аристотел, ги поврзува религијата и философијата кои имаат една цел – да водат кон разбирање на светот и животот. Најпознат арапски философ е Ибн Сина, роден 980 година, живеел до 1037, со латинско име Авицена, најуниверзален мислител на своето време, лекар, создал филозофски систем кој бил доминантен неколку века. Според Ибн Сина, Бог е вистина, добро, љубов, живот. Арапската философија ја достигна најголемата височина на запад со мислителот Ибн Рушид, роден 1126 година, живел до 1198, од Кордоба. За него има три вида на луѓе: философи, кои докажуваат, теолози, пренесуваат официјално учење и обичен свет, разбираат само со примери и литературно искажување.